На Канал Плюс телевизија, добро вечер, следуваат содржините на денот, а започнуваме веднаш по кратката најава. Од утре стапува на сила законската обврска за носење зимска опрема во возилата. Без оглед на временските услови, зимската опрема е задолжителна до 15 март. Во дворот на клиничкиот центар во Штип, шведска фондација ќе гради црква посветена на светите безсребреници Козма и Дамјан. Планинарското спортско друштво Голак и планинари од 4 балкански земји успешно ја минаа 19 километарската маршрута и го искачија врвот Љуботен. од возрастните во Македонија имаат диабетес. Според податоците од Светската здравствена организација, бројот на заболени од диабетес во последните 25 години порасна 4-кратно, а прогнозите се до 2030 година диабетесот да биде 7-ма водечка причина за смрт во светот. Сдруженијата на диабетичари во Штип апелира за редовна крвна контрола на сите граѓани, не само на диабетичарите, кои во Штип ги има околу 3000, а на инсулинска терапија се околу 1360. Во Штип е надминат проблемот со инсулинска терапија, но сега диабетичарите се соочуваат со недостиг на игли. Нашата констатација како здружение е дека последните 2 до 3 години имаме проблем на тој план. Тој особено беше изражен во летните месеци, кога диабетичарите мора да доаѓаат во месецот место еднаш, да доаѓаат по 3 до 4 пати, немаше доволно инсулинска терапија, немаше инсулин, па им дадат едно пенкало, па дојде друг ден, другата недела и тоа се трошкови, тоа се лица во повозрасни години, а да не зборувам и за психолошкиот момент, дали ќе има утре инсулин да земам, така да место да ги лечиме, ние им предизвикуваме повеќе стресови. Моментално, од информациите што ги имам, инсулин има. Сите врсти на инсулин ги има, меѓутоа пак нема игли. Така да ако има едно, нема друго, така ние се сногиме меѓу себе, кој има резерви, си помагаме и тоа е тоа, за тоа сме здружение. По 100 нови диабетичари годишно се откриваат во општина Кочани, од кои 50 се на инсулинска терапија. Како на светско ниво, така и на локално рапидно расте бројката на диабетичари. Во Кочани има повеќе од 2000 диабетичари, од кои половина се на инсулин, се одбележува Светскиот ден за борба против диабетесот. Околу 100 нови диабетичари се откриваат годишно во Кочани. Од нив половина се со инсулинска терапија. Бројката на диабетичари постојано е во пораст. Имаме некаде скоро 1000 инсулинозависни диабетичари. Тоа е бројка за која што имаме некои податоци, а инаку со останатите заедно кои се на таблетарна терапија, нашите проценки се дека веќе имаме преку 2000 диабетичари во општина Кочани. Популацијата е од најмали до највозрастни. За жал, секогаш спомнуваме дека и децата се зафатени со оваа лоша болест. Колка е нивната бројка? Околу 30 на дечиња. Синадинов додава дека во моментов надминат е проблемот со снабдување со инсулин, а решен е и проблемот со недостаток на иглите кои се потребни за апликација на инсулинот. Но здруженијата се соочуваат со финансиски проблеми, па затоа се редуцирани и активностите. Затоа што ние како здружение се финансиравме единствено со дотациите кои ги даваше Сојузот на здружение на диабетичари. Втора година поред како ние не добиваме никакви финансиски средства од Сојузот, бидејќи и Сојузот неговите финансии се редуцирани, намалени и со недостаток бараме спонзорства во делот на игли, за ланцети за мерење на шеќер. Спроведуваме 1 до 2 мерења на шеќер во крвта годишно и ако успееме некое предавање да изорганизираме во текот на годината. Инаку, според статистиката, 12% од возрастните во Македонија имаат диабетес. 14 ноември се одбележува како Светски ден за борба против диабетесот, чија цел е да се подигне јавната свест за болеста и да се преземат мерки за превенција и подобро справување со неа.
Од утре стапува на сила законската обврска за носење зимска опрема во возилата. Без оглед на временските услови, зимската опрема е задолжителна до 15 март. Зимски гуми и синџери од утре задолжителна опрема на возачите на автомобили, теренските возила и лесни камиони. Стапува законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата, без оглед каква е временската состојба во моментов. Зимската опрема за моторни возила со надголема дозволена маса од 3500 килограми ќе треба да поседуваат следната зимска опрема. Зимски пневматици на сите 4 тркала со најмала длабочина на шарата од 4 мм, пневматици со летни профили на сите тркала со длабочина на шарата на слојот кој гази со обем на широчина со минимум од 4 мм. Ако возилото во приборот има синџир за снег со адекватна големина, за погонските тркала има други соодветни помагала. Зимската опрема ке моторните возила со 4 тркала кои имаат погон на сите 4 тркала, 4x4, зимските пневматици ќе треба да се со минимална длабочина на шарата од 6 мм, додека со летните пневматици профилот на тркалата со длабочина од 4 мм и обавезно поседување на ланци во синџири за снег. Исто така на сите 4 тркала потребно е длабочината на шарата да изнесува најмалку 6 мм. Санкционирањето во предстојната зимска сезона ќе биде во согласност со постојаниот правилник за зимска опрема во автомобилите. За неносење и непоседување на зимска опрема, полициски службеник може да нареди, односно да го исклучи возачот, доколку е тоа потребно, или ќе постапува со мандатна постапка, односно издавање на мандатен платен налог по 45 евра, односно регистрирање на 25 негативни водови. Од Републичкиот совет за безбедност апелираат до возачите да ја носат и користат зимската опрема за своите возила, за како што велат, безбедно управување со своите возила и безбедно и непречено пристигнување на саканата дестинација. Општина Кочани денеска потпиша 2 меморандуми за соработка со Министерството за труд и социјална политика и ИПА проектот на Европската унија. Едниот се однесува на проектот локална интеграција на бегалци внатрешно раселени лица, а вториот договор на инклузија на деца роми во градинките во општината. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски денеска се сретна со представници од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, како и со представници од ИПА проектот на Европската унија, при што потпиша 2 меморандуми за соработка. Едниот се однесува на проектот локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцинства, имплементиран од страна на ЕПТИСа Југоисточна Европа во конзорциум со Луксембург, Македонскиот центар за меѓународна соработка, Ромскиот образовен фонд и во соработка со Министерството за труд и социјална политика. При тоа е предвидена активност за зајакнување на капацитетите на државната администрација на национално и локално ниво за поуспешна подршка на локалните процеси на интеграција и инклузија на ромите бегалци и внатрешно раселени лица преку формирање на локални координативни тела во рамки на општините, а во состав на повеќе институции на локално ниво за подготовка на локални акцијски планови за роми во рамките на општините. Го подпишавме меморандумот за формирање координативни групи во општина Кочани, која што е од мрежата од 12 општини во Република Македонија за прифаќање на младите деца во градинките, во предшколските установи во општина Кочани. Меморандумот значи да се продолжи проектот кој што беше во претходните 11 години за заедничко финансирање на децата роми во предучилишните установи.
Целта на овој меморандум е да се воспостави разбирање, превземање и координирани активности и изразување на јасен интерес од двете страни за создавање на соработка која ќе обезбеди сигурно, континуирано и организирано превземање на активности на локално ниво во насока на успешна имплементација на стратегијата за ромите и националните акциони планови преку развој и имплементација на локални акциони планови во областите од интерес за ромите од целните општини. Инаку, општина Кочани со уште неколку проекти кои ги финансира од сопствениот буџет е вклучена во инклузијата на децата роми во предучилишното и основното образование. Паралелно со ова ги финансира и проектите содржани во годишните програми на двете ромски организации Светла Иднина и Авена кои делуваат во општината. Во дворот на клиничката болница во Штип почна да се гради црква посветена на светите безсребреници Козма и Дамјан. Осветувањето на храмот, чија изградба е финансирана од шведска невладина фондација, се планира за 1 година. За 1 година Штипската клиничка болница ќе добие своја црква. На денешниот христијански празник светите врачи Кузман и Дамјан се поставија темелите на малата црква која ќе биде посветена на овие свети браќа безсребреници. Финансиските средства за изградба на црквата се донација на шведската организација Hand i Hand, која во месец јуни донираше опрема во вредност од 300.000 евра. И бевме еден пат тука за донират на камион за апарати за болницата во Штип. И тогаш бевме тука, дискутираме за директору и дедовладице. Тука нема црква на болницата и од тогаш почнеме да мислиме како може да правиме. И за мене во Шведска секој голем болница има црква. Важно за луѓе, за радост, за плачење, секој пат има место да одат во црква да се пале на свек. Голема благодарност до шведските донатори кои ќе помогнат финансиската конструкција на изградба на овој Божји храм и голема благодарност до митрополитот Брегалнички господин Иларион. Овде во кругот на болницата пациентите и останатите ќе го најдат својот Божји мир. Ќе најдат духовен мир и душевен лек. Со изградбата на црквата, посетителите и пациентите во болницата ќе добијат душевна болница, место каде ќе можат да споделат радост и тага, истакна митрополитот Брегалнички господин Иларион на осветувањето на камен темелникот. Тука ќе се заблагодаруваат многу луѓе за нови рожби. Тука луѓето ќе му се заблагодаруваат на Бога кои што доаѓаат излечени и исцелени од тука и поедини дома како телесно и душевно здрави. И ова место ќе биде најсветлата точка во дворот на клиничкиот центар. Пред 5 години црква посветена на светите Кузман и Дамјан доби Велешката општа болница, а болнички параклис има и во кругот на државна болница во Скопје. Општина Македонска Каменица го реализира проектот изградба на локални пристапни малски патишта во село Косевица. Во рамки на овој проект во село Косевица се гради нов асфалтен пат во вкупна должина од околу 3 километри. Вредноста на проектот е околу 11 милиони динари, а фирма изведувач е СМ компанија од Свети Николе. Изградбата на овој асфалтен пат значително ќе ги подобри условите за живот во село Косевица, а финансиските средства се обезбедени од буџетот на општината. Еве веќе сме во фаза на реализација на еден огромен проект кој што представува децениски проблем на граѓаните на село Косевица, а тоа е асфалтирање на селски патишта до малите во село Косевица, како и со поврзување со село Луковица. Во буџетот за 2016 беа планирани 12 милиони денари за овој пат. Договорот кој што е потпишен е приближно 11 милиони денари, до целосно завршување ќе биде колкав дел од него ќе биде целосно завршен. Изградуваме патна мрежа од приближно 3,5 километри, практично асфалтниот пат од училишната зграда во село Косевица. Започнуваме со сите мали да го поврзуваме кон село Луковица. Во оваа фаза се опфатени 5 крака кои што ќе опфатат мали во село Косевица. Во следната година ќе планираме нови финансиски средства во сличниот или поголем износ, што ќе го продолжиме со поврзување до село Луковица, исто така и поврзување на други мали кои што се во село Косевица. После 20 години се става во Косевица асфалт. Ако така продолжи со ова темпо, ние треба да го чекуваме 32 година па да се става асфалт.
асфалтирање почнавме во сабота на 12.11. Штом дозволија временските услови, асфалтирањето се интензивираше и рачуваме дека некаде до 16.17. ќе завршиме патот со асфалтирање и некаде околу 18 со ставање на банкирите, патот може да биде пуштен во употреба. Почна изградбата на долгоочекуваната канализацијска мрежа во штипската населба Суитлак. 80 објекти ќе бидат приклучени на одводната мрежа, која ќе значи крај на јамскиот систем за отпадни води во овој дел од градот. Нова фекална канализација ќе добие штипската населба Суитлак. Јавното претпријатие ИСАР во соработка со локалната самоуправа од денес започна со изведба на новата канализациона мрежа со вкупна должина од 1050 метри и инвестиција вредна 3.500.000 денари. Јавното претпријатие ИСАР од денес започна, како што ветивме на граѓаните овде во населбата Суитлак, одржани повеќе состаноци, направени повеќе анализи и направени договори за како да се плаќа и динамика на плаќање од граѓаните. Започнавме со изведба на фекалната канализација. Значи, главната линија чини некаде 23.000 евра, од кои 12.000 евра ќе дадат граѓаните овде што се на самата улица. Тоа ќе биде сето на рати направено, возможно да го платат, а додека другите средства се инвестирани од општината, градоначалникот на општина Штип и јавното претпријатие ИСАР заедно, а исто така после има дополнителни средства од 1 милион денари кои што ги дава градоначалникот, дополнителни средства од 500.000 денари кои што ги дава јавното претпријатие ИСАР, а останатите пари ќе треба да ги дадат другите граѓани за да се заврши целата канализација комплетно во овој дел во градот. Работна единица во оловата канализација од денеска започнал со изведба на фекална канализација во купна должина од околу 1050 метра со профил фит 250 дел од трасата, другиот дел ќе биде фит 315 во зависност од теренот. Инвестицијата е, како што каже директор, околу 23.000 евра. Како што изјави раководителот на водовод и канализација Бранко Ѓоргиев, од денес интензивно ќе се работи на оваа изведба, каде што ќе бидат опфатени 80 куки. Жителите од ова населено место посебно благодарни и задоволни што по долг временски период ќе им се реши голем проблем. Средното училиште Ванчо Прке од Виница започна со користење на бенефициите од програмата Еразмус Плюс. Првата група ученици од текстилната и машинската струка имаше 9-дневна обука во Бугарија, а во предстојниот период ученици од гимназиското образование на тренинг обуки ќе патуваат во Италија, Англија, Романија, Полска. 37 средношколци од Виница, од кои 25 веќе го поминале првиот тренинг, се вклучени во програмата Еразмус Плюс за доедукација, тренинзи и усовршување во некои од престижните училишта и факултети во Европа. Првата група ученици која имала 9-дневен тренинг во Бугарија се од машинската и текстилната струка. Искуството оттаму сакаат да стане нивно секојдневие. Во Бугарија имавме можност да научиме многу нешто, од кои изработивме неколку знамења на Бугарија, исто така покривки за машините да ги заштитиме од прав и слични работи. Се научуват многу работи и многу интересни. Од машинската струка бевме вклучени 9 деца, а додека од текстилната беа 18 деца. Обуката претежно се состоеше во шиење. Имаше исто така и предавања. Се надеваме дека повторно ќе има таква некоја прилика да појдеме и да стекнеме нови знаења. Меѓутоа, преку Центарот за развој и образование кој работи во Полошкиот регион, треба да заменат уште 5 професори и 20 наставници како и 12 средношколци, сите на различни места и во различни области. Целни дестинации се училишта и тренинг центри во Италија, Англија, Бугарија, Турција, Романија и Полска. Секој професор има група ученици во областа и тематиката со која работи, а услов е средношколецот да има наполнети 18 години, да го владее англискиот јазик и да е примерен ученик. Инаку средното училиште во Виница од оваа година за прв пат се вклучува во Еразмус Плюс програмата на Европската Унија, а учесниците во програмата, покрај проширување на знаењата и стекнување нови искуства, добиваат и соодветен сертификат за учество.
И покрај лошите временски услови, десетина планинари од планинарското спортско друштво Голако Делчево успешно ја минаа 19-километарската маршрута искачувајќи го врвот Љуботен на Шар планина, висок 2500 метри. Околу 500 планинари од Македонија, Србија, Косово, Хрватска и Бугарија учествуваа во овој планинарски потфат. Десетина планинари од планинарското спортско друштво Голак Делчево успешно ја завршија планинарската акција што ја организираше планинарското спортско друштво Мак Петрол од Скопје по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на град Скопје, искачувајќи го врвот Љуботен од 2500 метри надморска височина на Шар планина. Инаку ние членовите на ПСД Голак Делчево веќе традиционално неколку години поред земаме учество на овој еден од најголемите маршови во Република Македонија, како што кажа за искачување на врвот Љуботен, 2500 метри надморска висина, така што стартна точка ни беше Старо село на околу 900 метри надморска висина, па потоа преку планинарскиот дом Љуботен на 1630 метри надморска висина, и се до крајната цел врвот Љуботен 2500 метри надморска висина. И покрај силниот ветер и снегот, како што истакна председателот на планинарското спортско друштво Голак Делчево, без откажување поминати се 19 километри и висинска разлика од 1700 метри. И покрај тоа што имаше навистина недобри временски услови, односно имаше голем ветар, но исто така и многу снег, некаде околу 15 до 20 сантиметри, сепак без поголеми проблеми и потешкоти, сите членови на ПСД Голак Делчево ја завршија оваа планинарска акција, со тоа што слеговме значи потоа во познатиот Лешочки манастир за да го посетиме и значи на овој начин да ја завршиме оваа планинарска акција. Инаку во оваа планинарска акција учествуваа околу 500 планинари од Македонија, Србија, Косово, Хрватска и Бугарија. Бугарскиот премиер Бојко Борисов денеска до Народното собрание на Бугарија поднесе оставка на неговата влада, соопшти прес-службата на бугарскиот владин кабинет. Како што јави Бета во писмото со оставката, Борисов напоменува дека владата ќе продолжи да ги извршува своите функции се до изборот на нов министерски совет и дека ќе обезбеди континуитет во управувањето со земјата. Оставката на својата влада Борисов ја најави уште синоќа по победата на независниот кандидат за председател на Бугарија, поддржан од Бугарската социјалистичка партија Румен Радев. Борисов изјави дека во Бугарија има нова политичка ситуација и дека очигледно ти се создало ново мнозинство кое ќе треба да формира нова влада. Борисов се заложи за свикување на големо народно собрание, специјализирана законодавна институција во Бугарија, која има проширен состав во споредба со редовното народно собрание, има ексклузивни права да решава за одреден круг прашања, вклучително и за промена на уставот. Тој оцени дека станало јасно дека нешто не е во ред со актуелната политичка класа и со актуелниот начин на управување. Многу луѓе се чувствуваат незадоволни и јасно е дека над 3,5 милиони бугари сакаат промени, изјави Борисов, заложувајќи се меѓу другото и за намалување на бројот на пратениците во бугарскиот парламент. 3 лица се повредени во експлозија што денеска се случи на зиската страна од Истанбул. Според полицијата експлодирал пакет што курир го испорачувал во електронската компанија во Малтеп, дел од градот познат како комерцијален Истанбен. Турција е во состојба на зголемена предпазливост во изминатите недели поради голем број напади и закани од Исламската држава, курди и левичарските милитантни групи. Британската премиерка Тереза Меј изјави денеска дека победата на републиканецот Доналд Трамп на американските председателски избори и гласањето за излез на Велика Британија од Европската Унија означуваат нова ера на длабоки промени во светот. Меј во Лондон истакна дека Британија не смее да ги отфрла промените и да води битки од минатото, туку да се адаптира на сегашноста. Британскиот министер за надворешни работи Борис Џонсон оцени дека Трамп е расположен за договори.
Денеска Комисијата за спорт на општина Штип ја одржа 23-та седница, каде што на дневен ред се разгледуваат две точки: предлог програма за активностите на општина Штип од областа на спортот за 2017 година и предмет барање за изградба на парк на олимпијците и најдобрите спортисти на град Штип по барање на Санде Коцев од боречкиот клуб Балканец. Комисијата едногласно го прифати барањето за иницијатива за поставување на спомено обележје. Во првата точка која што беше на дневен ред, основни цели во предлог програмата за спортски активности предвидени за 2017 година се следниве: одржување и користење на спортски објекти, финансирање на активности на спортски организации кои ги основала општината, обезбедување на услови за работа на спортски организации, обезбедување на финансиски средства за проекти од областа на спортот, награди и признанија, развој и подршка на програмата за спорт и рекреација на лица со посебни потреби и промовирање на општината. Општина Штип планира да ја реализира и спроведе програмата за спорт за 2017 година, составена од различни спортски содржини и активности, а за реализација на сите проекти ќе се изработуваат посебен предлог програми со детална финансиска конструкција кои ќе бидат предложени до Советот на општина Штип. 4 победи на домакините, 2 на гостите и една победа со службен резултат 3:0 е епилогот од одиграното 13-то коло во рамки на третата фудбалска лига Исток. Најубедливите победи ги забележаа лидерот Беласица кој што го совлада тимот на Работник со 3:0, додека со истиот резултат Плачковица славеше над Тиверија. Со 2:0 на гости славеше екипата на Брегалница Голак која ја совлада домашна Слога од Виница. 2:1 беше резултатот на надпреворот помеѓу Малеш и Овчеполе кој заврши во полза на гостите од Свети Николе. Истиот резултат беше постигнат и на надпреворот кој се играше во Македонска Каменица помеѓу домашната екипа на Саса и Осогово. Минимална победа забележи тимот на Напредок Здравје кој што со 1:0 го совлада тимот на Китго Пехчево. Службениот резултат од 3:0 отиде на контото на Рудар кој што не играше со тимот на Бирли Конче кој што се откажа од понатамошното надпреварување во третата фудбалска лига Исток. На едно коло пред крајот води Беласица со 33 бода, пред Овчеполе, Плачковици и Осогово кои имаат 27, а во понатамошниот дел од табелата се екипите на САС од Македонска Каменица со 25, Китго Пехчево со 19, како и Брегалница Голак и Напредок Здравје со освоени 18 бодови. Викендов се одигра второто коло во првата државна лига во одбојка, во машка и во женска конкуренција. Во машка конкуренција се одиграа 3 надпревари, каде што беа постигнати следниве резултати. Одбојкарите на Проби Штип во второто коло со убедлива победа со резултатот 3:0 ја совладаа екипата на Вардар. Во второто коло победа извојуваше и екипата на Угада Студент против одбојкарите на Лирија со 3:1. И во последниот надпревар, одбојкарите на Струмица ја победија велешката екипа Борец со 3:1. Во надпреварите одиграни во женска конкуренција, одбојкарките на Угада забележаа победа на домашен терен против Бамикор со резултатот 3:1. Македонија Макс и Јанта Волеј 2:3 и одбојкарките на Наковски Волеј ја победија екипата на Пелистер Волеј со 3:0. И во последниот надпревар, одбојкарките на СВСК со резултат 3:0 ја победија екипата на Универзитет Тетово. Второто коло повторно беше поразително за женскиот кошаркарски клуб Клубски Патриот од Делчево со 72-39. Прволигашите од Делчево загубија на гостувањето кај Пелистер. Убедлив пораз доживеа и тимот на Кожувчанка кои што загубија од минатогодишниот шампион Бадел со 90-49. Токму екипата на Бадел е следниот противник на Делчевчанки во рамки на третото коло, кое што ќе се игра на 19 ноември. Ова воедно беше се во ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодариме на вниманието. Имајте пријатен остаток од вечерта со програмата на Канал Плюс.